За судбината на правдата во Македонија, малкумината професионалци што држат до себе, од случаите на СЈО до рекет. Дали неказнивоста се втемелува во државноста на земјава? Го земали мафијата данокот на слабо организираните правосудни органи? Шефицата на обвинителството за организиран криминал Вилма Русковска вечерва гостин во 24 отворено. Добра вечер и добро дојдовте во нашето студио. Добро вечер и добро најдов. Се надеваме на детали за тоа што се случува деновиве. Само да кажам дека во студиото тука со нас се студентите од правниот факултет Јустинијан I од Скопје и студентите од Универзитетот Југоисточна Европа, од Тетово и од Скопје исто така. Благодарност до нив што се денеска тука и тие подоцна ќе се вклучат во дебатата. Русковска, во Македонија деновиве сме сведоци, секојдневно се палат автомобили. Не знаеме кој, но малку тоа изгледа дека полека наликуваме на земите во кои секој си ја зема правдата во своји раце. Како го коментирате тоа? Зошто се случуваат вакви процеси? Па јас како обвинител тоа не можам да го коментирам. Сепак постојат истражни органи кои по раководство на јавен обвинител треба да ги истражат тие случаи, да видат дали има некаква поврзаност меѓу истите, кои се причините за тоа. Така да ние како обвинители можеме малку да направиме. Не, можете малку да направите, него ве прашувам малку и општо, каква порака се праќа кога во една држава секојдневно се палат автомобили, 20 само последниот месец. Пред половина година некаде се запалија 5-60 автомобили во Скопје на разни луѓе од разни позиции. Праќа ли тоа порака мафијата некому? А па вие се откривте дека се работи за мафија. Јас, например, не знам дека се работи за мафија. Па веројатно се праќаат пораки. Но какви пораки, што... Дали се политички, дали се криминални, сака да кажа, тука има многу да се истражува. Треба да се истражи тоа. Зошто не се истражуваат овие случаи? Зошто немаме ефективни показатели за тоа кои се тие луѓе што тоа го прават? Не сте директно надлежни, сега малку коментираме. Па полицијата нормално под раководство со надлежен обвинител треба да ги открие. Сепак обвинителите само ние како обвинители раководиме со истрагата. Сепак си има надлежни служби кои истражуваат. Добро, да се вратиме на овие теми за кои што сте понадлежни, да не излегуваме премногу од темата. Очекувате ли судот да го прифати во целост вашето обвинение за случајот Рекет? Да. На што го темелите тоа? На добро собраните докази? На добро собраните докази и изјави на сведоци. Таму сега има тројца практично осомничени. Па не сега тројца се осомничени, обвинети. Веќе во тој случај во јавноста познат како Рекет. Дали ова практично значи дека веќе нема шанси за спогодба за признавање на вината на некој од обвинетите? Спогодба може до оценка на обвинителниот акт. Спогодба директно помеѓу јавниот обвинител и обвинетиот со неговиот бранител или бранители. А по оценката на обвинителниот акт може само признавање на вина пред отпочнување на главната расправа. Тоа значи дека ако судот во наредните 3 дена донесе, го прифати обвинителниот акт, ако до тогаш нема спогодба, нема да има спогодба. Да. Постојат ли во моментов обиди за спогодба од страна на обвинетите и од страна на обвинителството? Па никој писмено не поднел иницијатива за спогодување со јавниот обвинител до сега. Ниту пак имам прочитано во приговорите на што ги поднесоа на обвинението, затоа што и тогаш може да побараат
спогодба. То, значи, можете ли сега да потврдите дека Катица Јанева бараше спогодување и зошто не успеа? Ви кажав, никој званично не побара спогодба. Значи, си има законска процедура како оди тоа. Но до вас стигнаа неформални понуди за такво нешто. Ако добро ве сваќам, кога велите никој официјално не побара, меѓутоа имаше... Да, ама кога сакате спогодба, поднесувате иницијатива за спогодба до, мислам, од страна на одбраната се поднесува до обвинителот кој го води случајот. Се поднесува иницијатива. Таква иницијатива нема поднесена, мислам, никој од обвинетите, односно од одбраната, немаат поднесено. Добро, значи има уште шанси за спогодување доколку тоа се случи во наредниве денови пред да се оцени обвинителниот акт. Да. Има ли рок некој во кој што треба да биде оценет обвинителниот акт? Или не очекувате тука одолговлекување? Па не очекувам, искрено не очекувам од долговлекување. Зошто? Бидејќи има други случаи кои ги водите каде што со месеци се чека на оценка на обвинителниот акт, затоа ја прашувам. Па сметам дека немаме многу обвинети во овој случај, значи само тројца се обвинети. Доказниот материјал е обемен, на вистина. Сега не очекувам наредниве 3 дена дека ќе биде оценет обвинителниот акт, ама верувам дека за месец, можда месец и половина би поминала оценката. Најкасно. Месец и пол од кога беше поднесено или од сега? Од кога беше поднесен, да. Добро, значи сепак и наскоро. судиите што ќе го оценуваат обвинителниот акт треба да ги проучат нели доказите кои ги поднесе обвинителството заедно со обвинението. Да. Добро. Точно ли е дека клучните искази против Јанева се од нејзината колешка во империја Лиле Стефанова и од сообвинетиот Зоран Кичеец? Не. Од кој сведок се? Видете, Заја, бидејќи тие не дале исказ на главна расправа уште, не можам да зборам за исказите на сведоците, сепак судијата треба да се, односно судиите треба да ги слушнат тие искази изворно во судница, а не да ги слушнат од медиумите. Така да не се тие, сигурно не се клучните докази. Да. Добро. Со какви докази ќе го убедувате судот дека Јанева е злоупотребила полежбата? Кои се оние кои што во моментов мислите дека најмногу држат вода? Имаме доста материјални докази кои беа презентирани и на Катица Јанева и на одбраната. Така да и едноставно мислам дека се уверија дека обвинителството располага со доволно докази при подигнување на обвинението. Ќе биде ли доволна една слика на која пред Јанева има трупчиња пари со 50.000 евра? Како ќе ги поврзате тие пари од сликата во телефонот на Боки со сомнителното вадење на толкава сума пари од банка од страна на осомничен во империја? Ден пред да биде направена таа слика. Тоа се дел од информациите што кружат. Ја во истражниот тим имам компјутерски форензичар. И тоа беше негова задача. Тој ве увери? Не, анализата што ја направи ме увери. Дека парите се земени? Или дека снимката е веродостојна? Дека снимката е веродостојна. Добро, ги пронајдовте ли парите? На кои пари мислите? На тие што беа на снимката? Не. Не. Тоа значи дека продолжува во тој дел барањето или како да речам истрагата?
ние ние која зборам во множина зборам како обвинителство, односно јас заедно со истражниот тим водевме и се уште водиме и финансиска истрага. Тие пари беа обележени? Не. Значи тоа ви отежнува малку потрагата. Да, во секој случај верувам дека лично мислам дека се потрошени. Зборуваме за парите кај Јанева. За тој дел од... Да. Зошто меѓу доказите го нема исказот на Јанева кој го даде како се уште како специјална обвинителка на 20 август, тоа ден пред апсењето, кога ја повикавте како лице од кое се бараат дополнителни информации? Тој исказ не можам да го користам, затоа што тогаш беше лице од кое се бараат од кои се бараат потребни известувања, затоа што обвинет има право да даде исказ, има право да се брани со молчење, дури и ако даде исказ пред надлежен јавен обвинител, во текот на главната расправа има право да не даде воопшто исказ и да не даде одбрана. Например, на судењето на 27 април, за настаните на 27 април, каде сите медиуми бевте присутни, имаше обвинети кои најавија дека ќе дадат исказ, а потоа се повлекоа и рекоа дека нема да даваат исказ. Но таа тогаш негираше било каква инволвираност? Да. Во тој момент? Да. А каква е разликата од тој исказ до оние другите два кога беше донесена од притвор? Не даваше исказ, врше увид во доказите. Тогаш воопшто не даваш исказ? Не. Практично она имаш само еден исказ дадена како лице од кое се бараат дополнителни информации. Да. Како обвинета не ја даваш исказ? Не. Откривте ли со кого Зоран Милевски комуницирал преку мобилен телефон од притвор? Не, затоа што мислам дека се уште не се готови вештачињата на тие телефони, затоа што имавме приоритетни телефони и компјутери кои требаше во меѓувреме да се извештачат, а кои се уште не се извештачени. Дали може да предпоставувам дека е со некој инволвиран во овој случај или воопшто немате ниту индиција за тоа со кого би можел да комуницира и на која тема? Дека не го видам вештачењето, не би сакал стварно да погодувам. Пред 10 дена објавивме дека меѓу запленетите предмети кај Јанева и женската чанта Луи Витон. Имате ли информација дали таа е подарок, од каде е, колку чини? Не знам дали е подарок. Едноставно немаше потреба да проверуваме колку чини, а иначе имаше иницијали на нејзе кај ја. Се уште има. Таа чанта е истата она што се изнесуваше од домот? Не. Добро. За жал не. Зошто не утврдувавте колку чини, како чини, или мислите дека специјалната обвинителка можела да си ја купи со своји пари? Видете, не ни е тоа елемент на делото. Тоа повеќе можеби личи како звучно за меѓу граѓаните, за меѓу гледачите. Повеќе сигурно јавноста ја интересира, него мислам што ми е мене потребно за обвинението. Иницијалите беа златни иницијали или? По боја се жолти. Аха, дали се златни не знаете. Добро. Го фативте ли кртот преку кој протекува информација од
предметот во јавноста и во медиумите? За жал не. Но едно е сигурно, дека информациите, односно исказите, тие што беа објавени и што се води постапка против ваш колега што ги објави, се дефинитивно од оние докази, односно искази што ние во фотокопија, ние како обвинителство во фотокопија ги дадовме во судот, заедно со наредбата за истрага и предлогот за притвор, уште за првите двајца тогаш осомничени сега обвинети. Сам се гледа дека е снимено од фотокопија, од фотокопија, а кај нас во обвинителство тогаш те уште беа оригиналите. Бидејќи сега за сега се следува се на новинарите да кажат од каде им е изворот. Дали направивте некоја истрага во судот, во обвинителството? Не, не е направена, затоа што на многу луѓе кои дошле во допир со предметот, ќе ми се предизвика страшни непријатности. Па? А вие ако не гледам спорно што вие како новинари се знае што смеете да објавувате, што не смеете да објавувате. Од кој суд велите дека излегло тоа? Не, точно од кој суд не знам, затоа што од основен 1 излегува предметот, оди во апелација по жалба. Од апелација, тоа е четврток, од апелација во петок оди во висше обвинителство за да даде висшиот обвинител мислење и во петокот вечер во 23:30 беше објавено. Сега, дали е кој излегува од основен суд, влегува во апелација или влегува во висшето обвинителство, значи тоа е патот. Од кривичен демантираа дека од таму можело да излезе. Дали вие целите вака на висшето обвинителство, ако можам добро да препознам во ова што кажувате? Не, нити на судот, на кривичниот суд, ниту на апелација, ниту на вишото. Само ви кажувам како се движел предметот, значи четврток и петок, до петок вечер кога се објавени документите. Иначе не сакам и не можам без докази во никого да го вперам прстот и да кажам да таму е. Ој објаснете ми го ова, велите не поведов за ова истрага, заради тоа што во непријатна ситуација ќе беа доведени кој? Голем број луѓе, замислете сега, кој? требаше ние нам сигурно едно 10 на луѓе, можда и повеќе да им ги земаме телефоните, да ги вештачиме. Така да сепак не е пријатно. Не можам да ве сватам. Што не е пријатно? Да трагате по тоа кој изнел документи. Мислам, што тука не е пријатно? За кого не е пријатно? Мислам, што ако не е пријатно, ако треба да се дојде до тоа што ви е важно во случајот? Мислам, сакам да ми објасните малку, не можам да ве разберам. Видете, ако не сте виновен и доаѓа некој и ви го зима телефонот, секако на тоа не е минимум убаво, да. месец, 2, 3, сигурно ќе се чека, затоа што во форензика имаат малку луѓе, а многу предмети за вештачење и се замислите како би се осеќале вие. А пријатно е да се ловат новинарите, што ќе објават документ кој што е од високо профилен јавен интерес. Ама не може така. Не, само прашувам. Не, така дали не е тоа може. пријатно? Значи така не може. Новинарите значи, не кртот се нема ловат. да го барате, ама ќе ги ловим новинарите. Новинарите не се ловат, новинарот сам се улови. Затоа што вие точно знаете кога и што смеете да објавите и на кој начин смеете да го објавите. Значи не се ловеше, сам се улови. Новинарот е гласникот, а и го имаме кртот. И сега, кртот никој не го лови, ама гласникот
ајде ќе го ставиме на ломача. Сега да се повторувам и се вртиме во круг. добро, Јас се ви повторуваме кажувам за- дека вие точно како новинар знаете што смеете да објавувате, а што не смеете да објавувате. А поготово начинот на кој сте дошле до тоа. Откривте на кој начин е дојдено до тоа? Предметот го води ОЈО Скопје. Така да таму ќе прашате. Уште една информација излезе чудна. Се нудеа пари за записникот на Зоран Милевски Кичевец. Значи, имаше едно сведочење, анонимно, додуше од еден адвокат, дека некој му го нудел. Тоа е пријавено кај вас? Да. Што направивте во врска со тоа? Или исто? Истиот одговор ќе го добием. Не. Добро. Телефонскиот број беше од мобилен оператор Лајка. Ние ги проверивме другите мобилни оператори, без разлика што префиксот беше од Лајка и се уште немаме добиено званичен одговор. Во неколку наврати идеа истражителите во Лајка да видат докаде е што е. Че немаат никакви податоци за корисникот на тој телефонски број. Дали ви се верува? Тоа е припейт или постпейт? Или не знаем? Не можам да знам кога нема податоци кај мобилниот оператор. А по закон се знае дека мораат да имаат податоци. Да. Во цело богатство тежи запленато од домот на Бојан Јовановски, условно речено. Ќе се согласите ли дека таа сума ја надминува и она од добиена од сведокот Камчев? Па стварно сега не би можела да кажам, ама веројатно. Само малку само да ве вратам на ова со Кичеец. Што толку важно кажува Кичеец во тоа што се Значи, нудат вака, пари? прво не е Кичеец, него му е Зоран Милевски. прекар Кичевскиот. Кичевски. Чи Кичеец е старо охридско семејство, така да, мислам, правиме разлика. И повелете се со прашањето. Благодарам. Што има во исказот на Кичев, што е толку индикативно и толку важно за тоа, за да се нудат пари, за тоа некому да помогне во понатамошниот тек на процесот? Па, нема ништо посебно, само се направи Ништо посебно од безпотребна тоа што веќе не се знае. фама, да. Да. Кај Милевски. Да. Па не видовме ништо посебно ни во исказот на Камчев, кој што беше даден, што беше обелоден практично. А се крена премногу... не беше исказ, тоа беше записник за примање кривична пријава. Да, немаше ништо посебно, а се дигна премногу фама повторно, ајде ако сакате да вратиме на тоа околу објавувањето. Ако не се објавеше тој текстот, ако не се објавеше хартијата, како хартија, а се кажеа деталите, тоа ќе беше проблем за да се открива повторно новинарот, да се трага по него или кртот или така натаму. Веќе таму беше објавена една страна. Да. Беше објавена една страна, но според тоа се што се пишува, мислам што вашиот колега го имаше напишано, јасно произлегува дека ги имал и исказите и на други лица. Не само записникот за примање на кривична пријава. Заради тоа побрзавте да излезете со кривична пријава за новинарот, за да не објави нешто друго? Не, побрзавме затоа што си заслужи.
Да, ама некако ми делува превентивно делување, бидејќи велите има и други Па видете, показатели. нашата улога меѓу другото е да делуваме превентивно. Како обвинители. Го повикавте ли лидерот на опозицијата на разговор кај вас? За тоа што и тој мафташе со документи во кои што вели дека ги има исказите на луѓето во рекот. На пресконференција тоа го кажа. И сега повторно ќе речеме новинарите веднаш овакво, овие што мафтаат со ова, никаде ги нема. Има ли понатаму заштитени бели мечки во политиката од страна на обвинителството? Не. Добро, зошто не го Сигурно, повикавте за тоа да го сигурно. прашате од каде му се, како ги добил, кај ги трансферира? Сигурно нема. Едноставно, јас пред да мафта со тие работи, го побарав на телефон, затоа што на една пресконференција имаше изјавено дека него никој не го викнал во обвинителство, а он знаел и за други случаи. Му се јавив на телефон, он рече дека он тоа така не го кажал. Го прашав дали има сознанија дека и од некои други луѓе биле, мислам, земани пари. Рече дека ќе размисли. Што ќе размисли? Дали ќе сака да дојде за да даде исказ. И рече ќе размисли. Така да ви кажам, стварно бев премногу зафатена, не затоа што е он лидер на опозиција. Бев зафатена со спремање на обвинение, со спремање на нова истрага. Така да, едноставно, и искрено да ви кажам, и нема време. Не мислевте дека може да помогне во текот на истрагата, прва работа, а втора, во однос на ова што го велите кртот го бараме, човекот ги нуди документите, а вие не го прашувате. Тука ми е прашањето, зашто тоа ви е неважно. Видете, јас сум сигурна дека не може да помогне, односно дека нема да сака да помогне. А не исклучувам ни можноста да биде повикан. Добро. Помина многу време некако, затоа ми дојде индикативно. И него го прашавме пред... Не, видете, само да ви кажам, кога нешто ќе се дозна или ете некој мафта со некои докази, и вие мислите дека тоа мора одма и веднаш и се да се направи. Едноставно ви кажав, бев премногу зафатена со роковите за подигнување на обвинение, со спремањето на новата истрага, едноставно, а водам и обвинителство. Само не може све да се постигне онака како што може да очекувате вие новинарите или јавноста. Добро. Во врска со таа нова истрага, односно проширена истрага, да речеме, во... Не, сосема нова истрага. Водите нова истрага? Да. Ова е веќе обвинение. Ова е нова истрага. Добро, ние така си ја нарековме новинарите практично проширување на истрагата за рекет во врска со меѓународниот сојуз за таа проширена истрага кога велиме и со измамата што е таму правена или како да ја наречам, кои се тековните активности во таа истрага? По овака, добар дел од сведоците, што сметав дека треба да се сослушаат, се сослушани уште во фаза на предистражна постапка. Сега се чекаат вештачење на одземени мобилни телефони и компјутери, така да видиме дали ќе треба уште некој да биде повикан како сведок, со кои докази, односно кои докази на тој начин ќе се обезбедат и во кој правец ќе се движи таа истрага. Таму сослушавте веќе прилично бизнисмени, прилична бројка од неколкумина бизнисмени, кои што на некој начин има индиции дека биле на овој или оној начин рекетирани. Каква е нивната улога на бизнисмените во овој случај?
А во кој случај мислите? За случајот на подигнато обвинение или на случајот за случајот со истрагата во меѓународен сојуз? Во меѓународен сојуз? Да. Јас знам само за двајца, односно тројца. За Они се жртви? Пелистер Да. и за Dream Building. Dream Building. Да. Против нив нема истрага во овој случај? Не. Они се жртви? Според вашиве сознанија до сегашни? Па ја не би ги нарекла жртви, би ги нарекла луѓе кои се оштетени, односно измамени. 750.000 евра, дали вие би дале некому така за еден меморандум? 719.000 евра, а тоа ќе треба да го прашате собственикот на Пелистер и собствениците на Dream Building. Не, како ви изгледа тоа, кога некој ќе даде 719.000 како евра? да ми изгледа, мене тоа ми е непоимливо, за мене 719 евра се многу пари. Затоа ви кажувам. И ако некој даде толку пари, значи милион евра е вкупно во овако, на што, кон што ве води таа индикација? Вие се, пазете, јас сум обвинител, ја не се служам со нагаѓања. И не можам. Каков обвинител би било? Добро, извинете, јас тоа си прашам, не. Не, ја ви кажам, како човек, мене 719 евра ми се многу пари. Да, секако, сигурно. Колка ви е платата? Како се осеќале они, како се осеќаат сега, треба нив да ги прашате. Како ќе докажете дека тие биле доведени во заблуда од страна на Бојан Јовановски и неговите соработници во случајот? За деталите на истрагата не можам сега да зборувам во јавност. Но имате сериозни показатели преку кои што мислите дека ова ќе го докажете? Да. Како материјални докази или како изјави на сведоци? И едно и друго. Прв пат во овој случај се појави и политичар, односно политичарка. Станува збор за пратеничката Фросина Ременски. Какви докази имате против подпредседателката на Собранието? Повторно ќе ви кажам, во фаза на истражна постапка не можам да зборувам за докази со кои сега располагаме. Дали е точно дека во телефонот на Бојан Јовановски имало документи за исплата на пари со напишани суми во кои што фигурира името на политичарката? Постојат ли такви Добро, ваше е да прашате, моје повторно да одговорам дека за детали од истрагата не можам да зборувам во овој момент. Тие цифри од 3.000, 5.000, 10.000... Ја не реков воопшто дека има. Се евра или... До цифрите. Не, јас не реков дека воопшто... Не реков дека воопшто постојат. Добро. Дали меѓу повиканите на распит или ќе биде сопругот на Фросина Ременски, кој што е вработен во МВР? Тој не е вработен во МВР. Во АНАБ, Агенција за национална безбедност. Претходно беше. Во УБК беше, да, претходно. Добро. Прашањето беше дали ќе биде повикан или дали е веќе повикан, можеби? Не е повикан, а дали ќе биде повикан, ќе зависи од други околности. Не ја исклучувате таа можност да биде викнат како сведок или во поинакво сојство со оглед на шпекулациите дека наводно после средбите со Камчев, Јовановски му се јавувал на Ременски да го праша дали некој го следи. Видете, сега јас не можам да ви дадам одговор на шпекулации кои кружат во градот. Како да ви дадам одговор?
Самите рековте дека се шпекулации. Добро, но не исклучувате дека ќе биде повикан во некакво својство? Не исклучувам можност да биде повикан било кој. Има ли индиции за вакви сведочења или во овие шпекулации, еве да ги наречеме, за некаква вистинитост? Повторно треба да кажам дека не можам да зборувам за детали од истрагата. Сепак е сега скоро отворена активна истрага, мислам не можам да изнесувам во јавност. Како проценивте во овој случај дека не е потребен притвор за останатите четворица, односно тројца осомничени, за едниот баравте притвор, со оглед дека станува збор за луѓе повторно на високи функции, од каде што може да влијат на истрагата, еве конкретно во случајот на Ременски? Притвор беше побаран само за една осомничена, но судот го одби предлогот и одреди куќен притвор. За другата осомничена која само што беше породена, ние како обвинителство предложивме само одземање на патна исправа. За третиот осумничен само мерки на предпазливост, затоа што сметавме дека како обвинителство сметавме дека не е во ред цели семејства да завршуваат во истражниот затвор. А за четвртата осумничена исто така сметавме дека мерки на предпазливост се доволни, затоа што добар дел од доказите и сведочења веќе, како што кажа, во предистражна постапка беа обезбедени и само за првоосомничената кај што баравме притвор, баравме најповеќе затоа што знаеме дека има хотел во Грција и поради стравот од бегство, само од таа причина беше и побарана мерката притвор за првоосомничената. Дали добивте добри информации од оштетените бизнисмени во однос на тоа како да се насочи вашата истрага? Дали можеби најдобриот или круцијалниот дел од доказите се тамо содржани? Да го преформулирам прашањето. Не круцијалниот дел, ама дел... Сериозен дел. Сериозен дел, да. Дали еден од оштетените бизнисмени во својот исказ ја посочил токму политичарката дека одела и сама на состаноци за да преговара за старечките домови, наводните старечки домови? Додека овие оштетени не дадат исказ на главна расправа, мислам стварно не можам да зборувам за деталите и содржината на нивното вештачење. Мислам сведочење. Слободно. Но тие и самите во изјавите за медиумите кажуваа што посведочиле, како посведочиле. Еден од нив дури рече дека парите не ги префрлил на приватно лице, туку ги префрлил на Меѓународниот сојуз, што сосема беше неточно. Ги земате ли во обзир ваквите нивни изјави кои што не кореспондираат секогаш со вистината? Или не ви се значени во периодот на вашата истрага? Не, тоа ќе им биде добар основ на бранителите на осомничените при вкрстеното испитување. Сега им помагате на бранителите на осомничените? Една идеја да им дадам. Со оглед дека целата оваа ситуација некако се води под палка на првоосомничениот, така да кажеме и во двата практично случаи. А замислете, ја мислев дека под моја палка се води истрагата.
Не зборувам за истрагата, за операцијата рекет. Можно ли другите да не биле доволно свесни за измамата која се случува? Па еве и политичарите кои што се вклучени во овој процес. Не се сложувам дека не биле доволно свесни. Дека нивните изјави одеа во насока на тоа дека самото појавување или сликање со Бојан немало врска и дека тие навистина немаат никаква оперативна улога во работењето на Меѓународниот сојуз. Заради тоа ве прашувам. Видете, Бојан се сликаше со скоро сите политичари, суди, јавни обвинители, така да не можеме да кажеме дека ете сите што се сликале со Бојан биле свесни и знаеле што прави тој. Ние, како обвинителство, за тие што мислевме дека имаме доволно основи на сомнение, донесовме наредба за спроведување истражна постапка. Сака да кажете, според вас Сременски знаела за измамата што се случува? Во секој случај била свесна за таа измама? Ако добро ве разбрав со претходниот став. Не, ја реков дека имав доволно основи на сомнение. А дали во истрагата ќе докажем, ќе видиме дали ќе биде подигнат обвинителен акт и против кого. Ја испитувавте ли незината улога во Меѓународниот сојуз како функција на почесен председател? Дали таму била соодветно наградена или наградувана? Должност на мене како обвинител ми е да утврдам дали некој од осомничените имал корист од својата функција и улога во Меѓународниот сојуз. Инаку, Меѓународниот сојуз бил регистриран како невладина организација, што значи дека било кој што членува таму нема право на никаков паричен надомест. Немале право на парична надомест, велите? Бидејќи е непрофитна организација. Непрофитна невладина организација. Но можеле да работат на одредени проекти, зашто да добиваат некаков надомест. Колку земале луѓето во управниот одбор на Меѓународен сојуз, знаете? Не. Не знам, они тврда дека не земале ништо. Вака, според законот, за тие непрофитабилни и невладини организации, парите кои стигнуваат на сметката на таа организација може да се користат исклучиво за целите за кои е формирана таа невладина организација. Не може да се даваат пари за надоместоци, за плати, за членување во управен одбор, па тоа не е јавно предпријатие, невладина, непрофитабилна организација и законот точно предвидува за кои цели тие пари кои стигаат на таа сметка можат да се користат. Во овој случај, особено сега при новата истрага за која што зборуваме, Меѓународен сојуз, дали имавте некаков тип на политички притисоци? Не. Немав ниту во првата истрага, за која подигнав обвинение, немав ни сега. Кога ќе речете немав политички притисоци, тоа не подразбира, се разбира она што го пријавуваше премиерот Зоран Заев кога прв пат пријавил рекет кај вас? Ама чекайте, сега мораме да правиме разлика помеѓу некој што пријавил нешто, политички притисок е сосема поинаку. Политички притисок е без докази некого да гониш или со докази некого да не гониш. Тоа е политички притисок.
Дали премиерот ви барал услуга телефонски? Тоа излезе во еден странски вестник во однос на тоа да имавте вие демант, но би сакал уште неш да го објасните. Не, демантот го објави и странскиот медиум. Бидејќи ние наш демантот што го... Дека се барало одмрзнување на тие 700.000 евра, наводно, од бизнисменот Силјан Мицевски. Прво, премиерот нема зошто мене во тој период да ми се јавува, затоа што јас не бев шеф тогаш на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Колега го водеше предметот. Да ви кажам искрено, не ни знаев за предметот. Во тој период бев по 12-13 сати во судница. Да вратам малце и на првиот случај. Со Камчев комуницирате? Не. Периодов? Не. Во смисла дали одржувате контакти за да го имате осигурано неговото присуство на понатамошниот дел од процесот? Видете, судењето, обвинението не е, значи, не е на правна сила. Уште нема оценка на обвинението. Потоа треба да се, после оценката, доколку судот го прифати обвинението, ќе се распореди на судија што ќе го суди предметот. Па треба да се закаже главна расправа. Тоа е долг период, од кој ќе се закаже главната расправа. Тогаш, според Законот за кривична постапка, секој има право да си ги спрема своите сведоци, како обвинителството, така и одбраната. После тоа, од кој ќе се закаже главна расправа, во секој случај ќе комуницирам со него за да го спремам за сведочење. Го слушате ли она ехо во јавноста дека всушност случајот рекет не е само рекет, туку е и подкуп и дека во случајот и бизнисменот можел да биде предмет на обсервација од страна на обвинителството? Да, слушам, има кај нас поднесени кривични пријави од анонимни граѓани против Јордан Камчев и против неговата сопруга за давање подкупа. Постапувате по нив? Постапуваме, да. И кој го води тој случај, во организиран криминал или? Да, кај нас е, да. Добро. Кај нас се предметите, само едно можам да кажам, секој што ќе пријави дека некој му бара подкуп, се ослободува од кривично гонење. Сега, не можам пред сведочењата на овие посочени лица детали да изнесувам во јавноста. Тие ќе дојдат да сведочат во рамки на таа нова случај кој што се води или изборите за сведочењето кај вас во случајот што сега го водите? Да. Што значи тоа не можете да изнесувате детали? Зашто детали? Затоа што треба судиите што ќе го судат предметот на главна расправа треба да ги слушнат сведочењата во судница, не да ги слушнат од медиумите. Може утре да не ми ги прифати судот како сведоци. А ова што ми велите сега дека има поднесена кривична пријава против Камчев и неговата сопруга од страна на анонимен пријавувач. Анонимни пријавувачи. Анонимни пријавувачи, значи една кривична пријава? Две. Една за Камчев, една за сопругата. И велите дека секој што ќе пријави Значи, тоа е законската му... Да, дали однапред ја осудувате на пропаст таа нова, тој обид за ставање во дело некакво тоа што и тие го направиле можеби, или што го пишува во таа кривична пријава? Вие како шефица на обвинител, наеднаш велите, тоа не проаѓа џабе. Така да разбирам. Не е точно. Јас само ви кажувам... Не, јас кажав што предвидува законот.
А каква одлука ние на крај ќе донесеме? Бидејќи се анонимни, веројатно преку сообштение ќе разберат, затоа што не можеме да им доставиме одлука, нели? А кога тоа очекувате да се случи? Да ги отфрлите или прифатите, или не знам. Видете, и тие предмети се постапува како по сите други предмети. Треба да знаете дека во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, уствари не вие него јавноста, има само 9 обвинители и плюс јас како шеф на обвинителството. Според сегашната систематизација сме тројца обвинители помалку. Колку сте сега? Сега сме вкупно 10, а треба да бидеме, според постоечката систематизација, треба да бидеме 13. Со измените на Законот за јавно обвинителство, кај нас се формираше одделение за гонење на лица со полициски овластувања, каде што треба да има и каде што има, бидејќи функционира тоа одделение, тројца обвинители. Треба да бидеме минимум 16 обвинители, а ние сме со мене 10. Знаете колку притвори имаме у моментот? Сега јавноста е заинтересирана за рекет и за овие две истраги. Предмети дрога, предмети трговија со малолетни лица, предмети криумчарење на мигранти, зборам за организирани групи. Добро, толку сме. Ако сакате да ве жалиме во ред, еве ве жалиме, него. Туку јавноста си бара одговори. Затоа прашувам. Па видете, толку можеме да постигнеме со постоечкиот капацитет. Кај го гледате решението? Решението го гледам во избор на дополнителен број обвинители. Во ова обвинителство со кое моментално раководам. Кога се предложи новиот закон за јавно обвинителство, тогаш бевте против, рековте дека вашето обвинителство кое гони не, тоа не е моје обвинителство, обвинителство со кое ја раководам, да. Нема тонер за принтање, за разлика од проекциите за неограничен буџет на СЈО и како сега функционирате еве со тој капацитет? Тешко. Исто, тешко. Ни се јави проблем, треба да поднесеме обвиненија, ни се јави проблем во печатењето на доволен број примероци на обвинение, затоа што е поголемо обвинението, листа на докази. Треба да има доволен број примероци за сите бранители, за обвинетите. А на колку страни беше обвинение? Па не знам, на преку 50 страни е само обвинението. Се јави проблем. Треба покусо да ги пишувате обвиненијата, изгледа. И појасно. Па дај уопште да не пишуваме. Сите среќни на крај. Во рамките на ова, мислите ли дека законот што беше предложен, па никако не успеваше да се донесе, затоа немаше консензус политички во државата, може да ги реши проблемите на обвинителството со кое вие раководите? Имаше еден предлог закон, кој што циркулираше во таа форма во која циркулираше, предложен од страна на владеачката коалиција. Па во дело накако што, колку што сум запознаета со законот, затоа што работните групи нон-стоп нешто менува, мислам, работните групи на политичките партии. Имате ли верба дека може да се донесе тој во овој период до изборот на техничка влада или пред изборите дури, или тоа е невозможна мисија? Мислам, според моје мислење, дека е невозможна мисија. А кога не успеа пред ЕУ Советот да го донесат, зашто сега би... Да. Тоа е прашање. Кога не успеа пред ЕУ Советот да го донесат, зашто сега би...
тешко да се најде тоа решение. Кога би се донело, кога би се одало на тоа решение, ќе ги решили проблемите во начинот на функционирање на правдата и да го премости оној проблем што настана со СЈО? За недоволниот број на обвинители во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција не е причина неносењето на новиот закон. Поголема причина е недостатокот на обвинители на ниво на држава. Моментално недостасуваат околу 60 обвинители на ниво на цела држава. Едноставно, немаме од каде да повлечеме луѓе кај нас, затоа што ќе имаат проблем основните обвинителства, поготоа тие со проширена надлежност, кај што има стварно многу работа. Мислам, тука е суштински е проблемот, не е само на хартија да се стави нешто и после да речеме еве имаме, као што многу работи кај нас поминуваат на хартија, а после се гледа дека во имплементацијата може да има проблеми. За бројноста на обвинители во ово обвинителство не е до неносењето на новиот закон. После речиси една година од бегството на Никола Груевски, планирате ли да ни кажете како тој ја напушти државата? И кој му помагаше? Не планирам, затоа што немам докази. Ние имаме одредени сознанија, но како обвинител не можам да си дозволам сознанија кои не се подкрепени со докази да ги изнесувам во јавност. Лани во декември, значи месец дена после бегството, најавивте евентуална одговорност на институции во случајот каде што е забележено пропуст, тогаш рековте најверојатно ненамерен, така тогаш изјавивте. Ако тогаш имало вакви индиции, а сега нема ништо во таа истрага, каде е грешката? Па не знам ни дали има... Во капацитетот? Повторно? Не. Бидејќи тоа е повторно високопрофилна истрага, веруваме. Веројатно ви беше малку иронија, ама нема врска. Значи не е до капацитетот. Оние клучните докази кои ни беа потребни од Република Албанија, не ги добивме. А друго со што располагаме се стварно само сознание и индиции за кои мислам не можам да зборувам. Видете, ние испитувавме дали тие пропусти се направени како резултат на сторено кривично дело. Што е улогата на јавниот обвинител? Дали некој сторил кривично дело или не сторил? Ние не успеавме да докажеме, бар до сега, дека било кој сторил кривично дело во врска со бегството на Груевски. Кого викнавте еве вака на, како да речам, на распит, на давање исказ за тоа? За тоа ќе го викнете колегата што го води предметот. Ја не можам да ги знам до детали сите предмети во обвинителството. На министерот за внатрешни работи дали го повикавте, не знам, председател на суд некој дали повикавте? Не можам да се сетам стварно. Не можам. Не можете да се сетите дали бил повикан Знам дека Спасовски кај вас? доста сведоци беа повикани, доста сведоци. Сега дали бил повикан и Спасовски, не знам. Требало да биде повикан, мислите вие вака според вас? Видете, ние кај мене се сите обвинители. Мене логично ми изгледа првиот полицаец дека треба да повикаме да го прашаме што се случило. Добро, вие кои ќе бидете обвинител, мислам, по логика работите. Значи, на крајот на денот, секој обвинител за својата работа одговара самиот. Значи, они не се мои заменици. Они се јавни обвинители.
И секој на крајот на денот одговара но... за својата работа. И така сега, но мислам, едноставно, стварно не проверив кои сведоци ги викнал колегата. Ја не ве влечев за јазик во декември да кажете дека има пропуски институциите и дека наскоро ќе излезете со некакво сознание. Па излеговме. И што кажавте? Имаше соопштенија од страна на обвинителството. Не, ова ве прашувам затоа што Заев, премиерот Заев, лани отприлика тоа време, декември или да, мислам дека беше декември, рече дека Спасовски му ја понудил неговата оставка како чин на одговорност заради бегството на Груевски. Нели е тоа доволна индикација вие да го повикате Спасовски, да го прашате, вие сте сакале да понудите оставка, значи имате ли нешто индикативно што треба да ни го представите, кажете, за да вие знаете во која насока треба да ја терате истрагата. Може би морална, може би мислел дека има пропуст во неговите служби. Повторно ќе ви кажам, се ме прашувате, стварно не знам дали бил повикан или не бил повикан да даде исказ. Добро, се знаете за снимките во Албанија, не ви ги дале, знаете за не знаете дали бил повикан да даде исказ. Знам дека беа многу луѓе повикани да дадат исказ. Тоа знам. Добро. А стварно не можам да се сетам конкретно на ниту едно име. Добро. Поготово не затоа што не го водев предметот. 21:46, време е за реклами. Во студиото на 24 отворено со обвинителката Русковска, повеќе од еден час веќе разговараме на неколку актуелни случаи што таа ги води. Тука ќе ги вклучиме нашите гости од факултетите низ државата. Повелете, представете се и поставете си прашање или учествувате во дебатата. Добро вечер. Јас сум Мајнур Бекири од Универзитетот на Југоисточна Европа на Правен факултет. Мојата прашање е дали мислите дека случајот Рекет ќе успее да ја врати довербата во правосудството на Република Северна Македонија? Па не мислам дека било кој поединечен случај може да ја врати довербата. Но ако има низа последователни случаи кај што јавноста ќе биде заинтересирана овака како што е за овој случај, и ако јавноста биде задоволна од исходот на тие случаи, мислам дека полека ќе почне да се враќа довербата и во обвинителството и во судот од страна на граѓаните на оваа држава. Само едно подпрашање на темава, ако може јас да се уклучам. Мислите ли дека и сите оние случаи што произлегува од СЈО, за кои долго време нема разрешница, ја подкопуваат повторно таа недоверба во правосудниот систем и дека тој процес некако треба паралелно да тече, не е само Рекет, постојат низа случаи кои што во државата се уште чекаат разрешница? Дефинитивно мора да има разрешница на тие случаи. И сметам што побргу тоа подобро за сите. И за јавноста, и за обвинетите. Дали со случајот Рекет е контаминиран случајот Империја што го водеше СЈО? Па не мислам дека е контаминиран, но за да бидам сигурна во нешто, треба да го имам пред мене случајот. Перија да видам што е превземано, како е превземено. Тој случај се уште не е превземен од обвинителството со кое јас раководам. Така да не знам што има во него, какви докази, какви сведоци, било што. Но не мислите дека заради овој случај тој треба да сгасне, да се фрли во корпа за отпадоци? Апсолутно не мислам. Ако има докази кои што докажуваат дела, тој треба, може и треба да продолжи, сакате да кажете? Не може, мора да продолжи. Доколку има навистина докази, мора да продолжи. Нема тука може
Да. Ако има криминал, има криминал. Ако нема криминал, нема криминал. Да. Дили за тоа се бориме сите. Добро, повелете. Добро вечер до сите вас и до вашите гледачи, нормално. Драго и чест што денеска присуствувам во вашата емисија од страната на публика, се разбира. Исто така мило ми е што гостува јавната обвинителка господја Вилма Русковска, која деновиве често ја гледаме во нашите екрани и ете и ние вечерва можеме исто така да и поставуваме прашање во врска со сите се овие актуални случувања што се случуваат во нашата јавност. Јас сум Емир Куртиши, студент на Универзитет на Југоисточна Европа на Правниот факултет, Уставно и управно право, втора година. Вечерва сите ние добро знаеме каква беше нашата држава по објавените така наречени бомби од страна на нашиот премиер на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, и тогаш сите си мислевме дека сме при крај, надежта ни изгасне и чисто се сомнавевме во добра иднина. Но тогаш кога надежта ни беше при крај, беше родено специјалното јавно обвинителство и со тоа мислевме дека ќе се случи, се надевавме дека ќе се случи добро познатата романската обвинителка Лаура, мислам, така се викаше, да, Ковис. И дека на крај веќе во Северна Македонија ќе изгре сонце. Моето прашање е за вашите предмети кои ги работите сега, но во идните предмети, колку ќе можете да ја вратите довербата и надежта на граѓаните на Република Северна Македонија во правосудството и колку ќе успеете да ги доведете до лицето на правдата сите тие лице кои беа гонети од страна на СЈО, а сега се во бегство. Благодарам. Па јас знам само за еден кој е гонет од страна на СЈО, кој се наоѓа во бегство. Што се однесува до предметите на... Има уште двајца во Грција се Бошковски точно, да. И Груевски. Тројца, значи, има избегане во моментов. Избегано во моментов, да, точно. Сосема заборев, меѓу кои едниот ми е да обвинет во... Нешто, да, во организаторите на 27-ми. За да се врати до вербата ќе повторам, мора да има разрешница со предметите што се наоѓаат во судска постапка, поднесени обвинени од страна на СЈО. Но исто така сметам дека за да се врати до вербата мора ние како обвинителство да превземеме гонење на било кој за кој имаме основано сомнение дека сторил кривично дело. Дали е политичар, дали е власт, дали е опозиција, дали е познат бизнисмен, дали е најобичен граѓанин. Кога јавноста ќе се увери дека не правиме разлика, тогаш мислам дека ќе почне да се враќа до вербата на народот во институциите, особено нормално јас се грижам за довербата што народот, односно граѓаните на оваа држава треба да имаат во јавното обвинителство. Верувате дека ова може да се случи? Ние до сега не видовме политичар високопрофилен што отишол во затвор, сите беа под некакви истраги или повеќето многу беа под некакви истраги, меѓутоа на овој или на оној начин ја заобиколуваа правдата, па еве тоа го имаме и сега. Тројца имаме во бегство, неколкумина поранешни министри на овој или на оној начин не одат во затвор, се уште ги одложуваат тие процеси, веројатно чекајќи да се смени власта и повторно да дојдат некои други процеси. Да станат повторно министри. Не, дали верувате, дали затоа ве прашувам, дали вистински верувате или сте скептик дека ова може да профункционира правдата? Не, апсолутно не сум скептик. А ние не смеете да бидете, уште кажете дека сте скептик, отиде све. Апсолутно не сум скептик. Но кажав
Како и на кој начин? Затоа се уште народот нема многу доверба во институциите, али кажав на кој начин, ако работиме, ќе се стекне таа доверба. Ако све не, беше вие кој што... кажавте како треба да биде. Дали Ама така треба искрено да биде. верувате во ова Ама дека ќе верувам биде со како оглед не на верувам. тоа како функционира системот? Не, верувам, апсолутно, и немаше да се нафатам на оваа функција да не верувам во тоа. Искрено. И мислам до сега, до на... Колку време чекате да се оцени обвинението за 27 април? Па сега стварно не можам да се сетам кога го поднесов, ама и неколку месеци да. Многу. Да. Функционира системот, судскиот систем функционира? Зошто не е оценат, ќе треба да го викнете Добро, председателот вас на да прашувам судот да сега, ви дали каже сега мислите дека- ќе излезе дека зборувам против судот, а немам намера и не мислам, сега не знам кои се причините зошто не е изземаат оценет до судиите. сега. Да, Повеќето. така слушнав. Не им е пријатно да бидат дел во тој процес или зошто? Искрено не ги прашав, мислам треба да нив да ги прашат или председателот на судот. Мислам тој е најповикан да Да, каже но тоа е, зошто. но вашата работа е закочена во моментот. Во тој дел. Видете, ја мојата работа ја завршив со подигнување на обвинение. Сега е работа на судот да го оцени обвинението, по оценка на обвинението, или да го врати назад ако смета, или да се распореди кај судечи судија и да се закаже главна расправа. Треба ли да се забрза сето тоа? Значи, луѓе отидоа во затворот тој процес, претходниот процес, кој што беше за 27 април, и тоа осудени на големи казни затвор. И Не, сега, не, наеднаш за апсолутно. нарачателите, ова е закочено. Еве, можеме да речеме дека е закочено. Сметам дека требаше многу побрзо да се оцени актот. Пак ќе кажам, или да се врати на обвинителството на доработка, или да се закаже, се распореди кај судија. А зошто, од кои причини е? Тоа треба стварно да го прашате председателот на судот. Но дали ве фрустрира таа ситуација? Па не, сметам дека него повеќе треба да го фрустрира него мене. Јас сум сепак странка во постапката кој што се и бранителите и обвинетите. Јас сме странки доминус литис во постапката е судот и судијата. Добро, утре да го прашаме господинот Џолев дали него го фрустрира тоа што судот работи така како што работи. Повелете. Добро вечер. Јас сум Стефани Стојчевска од Универзитетот на Југоисточна Европа, правен факултет. Моето прашање до вас е кој е до сега најтешкиот случај на кој што сте работеле? Ова прашање да ми го поставевте некаде во февруар оваа година, ќе ви кажев дефинитивно случајот поврзан со настаните од 27 април 2017 година. Но сега веќе не сум сигурна дали беше потежок тој случај или овој. Затоа што искрено неочекувано за мене толкава медиумска заинтересираност, а со тоа нормално медиумите го следат гласот на граѓаните. Мислам дека овој сепак ми беше потежок од 27 април. За пресијата што ја осеќав во текот на целото постапување по предметот, мислам пресија од медиуми, па после одредени политичари ми правеа листи на сведоци, кого треба да сослушувам, кого треба да ставам во притвор. Тука е уствари тежината. Иначе предмет ко предмет не, ама тежината на овие предмети е во
притисокот од јавноста, да кажам. Да. Молам. Здраво, јас сум Ридван. Јас сум од факултетот, правниот факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа. Вака, моето прашање, сакам да се надоврзам со претходно што се спомна дека има недостаток на јавни обвинители на републичко ниво, да кажеме. Дали прераспоредувањето на СЈО би било решение за тој недостаток? Или дали гледате предности или мани во тоа? При распределувањето, они се, ја колку што знам, десетина обвинители. И сега што заврши академци негде 17 или не знам кои што се пријавиле за обвинители, сепак е, да кажеме, капка у море од она што навистина не е потребно. Пазете, ја ви кажав, 60-тина, со тоа што има доста колеги што на ниво на држава зборам, што ќе одат оваа година или следната 2020-2021 во пензија. Така да и ова недоволен број на кадри се излегуваат од академија, само со завршена академија можете да конкурирате за суди или за обвинител. Поголемиот дел од академците, колеги, се пријавуваат да бидат судии, не обвинители, затоа што реално нашата работа моментално сметам дека е доста тешка и со оглед на условите кои ги имаме за работа. Така да некако сите повеќе сакаат да бидат судии, а многу помалку обвинители. Академијата е решение или треба некоја измена да се направи во тоа? Јас имам од поодавна моje мислење за академијата и сметам дека е направена грешка со формирањето. Ете, например, словенците од 2004 мислам дека се членови на Европска унија, ни никош не го прифатија тој концепт на академијата. И го немаат. Мислам дека она што беше претходно како решение, кога јас бев приправник па стручен соработник и така, сметам дека е многу подобро. Затоа што ние после 2 години кога работевме на правни работи, од тие 2 години, јас година и пол бев волонтер, тогаш во Општинско обвинителство Скопје. Имав право и јас и другите да полагаме правосуден испит, значи после 2 години. И минимум 5 години, според тогашното законско решение, моравме да бидеме стручни соработници или во обвинителство или во судот, за да можеме да конкурираме за суди или за обвинители. И сепак, јас бев скоро 7 години стручен соработник, пред да бидам избрана за тогаш заменик јавен обвинител во Основно обвинителство Скопје. И ако го земеме предходното искуство ко волонтер и приправник од 2 години, 9 години е веќе солидно искуство за да бидеш или судија или обвинител. Или мора нешто да се смени и мој предлог беше тие што ќе завршат академија без разлика дали ќе бидат избрани за судии и за обвинители. Првите 4 години да работат, например, во суди, кривичари или обвинители, предмети во скратена постапка. Во граѓанското предмети од мала вредност. Така, за да стекнат доволно искуство, постепено да си одат работите. Да одат постепено работите и да се стекнува тоа искуство. Затоа што некој што завршил
пред пола година академија, веднаш да може да суди убиство или некој покомплициран предмет од некоја злоупотреба, ислам е, според мене, нелогично. Благодарам. Други прашања имаме, немаме? Добро. Што станува со случајот, така наречен рекет 2, со Фондот за здравство, во кој што имаше пријава за директорот, со Вера Иванова и со Дончев? Дали има некакви действија? Од страна на осомничената Вера Иванова, затоа што се води постапка против нејзе, и се пријава од нејзе против Ден Дончев, а во секој случај се работи предметот. Сега не би можеле некакви детали да изнесете во врска со тоа? Не. Во која насока оди? Не знам, не го работам предметот, Да, ама добро. знам дека се работи. Знам дека се работи и се постапува по предметот. Се уште сте, доколку остане законот за јавното обвинителство, така како што беше предложен, веројатно вие ќе бидете идниот шеф на тоа обвинителство, практично продолжение на ова. Ви импонира ли таа позиција која што ви беше некако доделена во јавност? Прво од страна на премиерот, меѓутоа како да сите ја прифатија како нешто кое што логично следува по неколку предмети што би што се ги води. разликувало од позицијата што и односно функцијата што Добро, сега ја веројатно, имам. кога ќе се постави на поинакви основи, ќе располагате со многу подобар и капацитет, и буџет, и Не, тоа можности само за ќе ми работа. олесни работата, не може да ме импонира. Зошто да ме импонира? Добро. А само ќе ми олесни не само мене, на сите вработени, обвинители, советници и се што имаме, мислам, на сите вработени во обвинителството. Спиете ли мирно, господја Рускавска? Да. Цврст сон. Да. Добро. Ви благодарам што бевте гостин на 24. Благодарам на Отворено. поканата. Се надевам дека се задоволни гледачите и младите колеги присутни. Почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија 24, следуваат вестите. Јас им благодарам на сите присутни во студиото.